Почитувани представници на медиумите, почитувани представници на Мако Маркет. Денеска имавме можност да направиме обиколка на компанијата Мако Маркет, да се запознаеме со процесот на производство, но и со процесот на ефективно менаџирање со широката дистрибутивна мрежа на производи за широка потрошувачка, кои во еден дел подлежат и на владината одлука за допрецизирање на производите за кои ќе се применува повластената даночна стапка од 5%, а која стапува на сила денес. Преку постојано унапредување на производството со нови инвестиции, воспоставување на нови процеси и стандарди во работењето согласно највисоките европски стандарди, Мако Маркет обстојува на македонскиот пазар повеќе од 28 години, воедно успевајќи својата дистрибутивна мрежа да ја прошири низ земјите во регионот. Радува тоа дека во незините пазарни успеси се препознава и партнерскиот однос со владата. Од 2021 година компанијата е дел од портфолиото на Законот за финансиска поддршка на инвестициите и е една од домашните компании кои во последните 5 години имаат инвестирано 500 милиони евра во нашата економија. Мако Маркет е пример за компанија која ја поддржуваме во нејзиниот развој, проширување и унапредување на производството, а со тоа и нејзините вработени, кои имаат стабилни и достојни платени работни места. Компанијата во 2020 година започнува инвестициски проект од над 1 милион и 400 илјади евра за проширување на производствените капацитети, за што поддршката на владата досега изнесува нешто над 10 милиони денари. Со финансиската поддршка на домашните компании во нивните инвестициски циклуси, владата води грижа преку развој на стопанството да се создаваат нови и добро платени работни места за граѓаните, но воедно се грижи директно да го штити нивниот животен стандард преку повластените даночни стапки на основните прехранбени производи. Не само преку повластените даночни стапки од 5%. Стандардот на граѓаните дополнително системски ќе го заштитиме и напредиме со Законот за нефер трговски практики, со кој од пазарот ќе го отстраниме неетичкото деловно однесување кој директно штети на куповната моќ на нашите граѓани. Владата останува силно во својата намера системски да го развива стопанството, но истовремено да не го заборави и го штити животниот стандард на нашите граѓани. Благодарам.